Добро утро им посакувам на Ана и Ирена. Добро ви утро. Ана ќе ни најави работилница за везење. Искрено ви кажам, Ана, кога прочитав синопсисот, мисля дека станува збор за некоја повозрасна жена, но еве вака ме изненадивте. Дали ви представува своевидна психотерапија везењето? Или ги споивте задоволството и работата во едно? Па да, повеќе психотерапија, така и ја добив идејата како една потреба за релаксација, за внесување креативност во секојдневието и една промена од нели она што го правиме секој ден на работа, сидиме пред компјутер или гледаме цел ден во телефон. Да, и да избегате малку од тој свет. Она што гледачите особено ќе ги интересира, колку што прочита во синопсисот, имаме и подарок за еден гледач, но предпоставувам тоа подоцна, така што Ирена, повелете се разговорат. Благодарам многу Искра за убавата најава, а ова утро, почитувани наши, заедно со вас е Ана Кимовска-Георгиевска, која што е собственичка на Акантус Крафтс. Сега, Акантус Крафтс има едно навистина интересно име и јас не знаев што значи Акантус, ама тука е Ана за почеток да ни објасни. Ана, добро утро, еве вака официјално. Добре ни дојдовте во утринската програма на телевизија Алфа. Веднаш за почеток, јас веќе во најавава, почнувам со првото прашање. Акантус Крафтс. Акантус е интересно име и јас не знаев што значи. Ми кажавте пред да влеземе овде во студиото. И како, што значи Акантус Крафтс и како започнува приказната за Акантус Крафтс? Добро утро. Најпрво ви благодарам за поканата што ме препознавте и ме поканивте да презентирам што ние работиме во последно време. Најпрво, Акантус е лист од растение кое што уште од антика е инспирација за архитектура и уметност. Еве, тоа е ова. Да, дел од тоа, таа инспирација и во нашето лого. Името го задржавме од Акантус галерија, која што функционираше со свој простор до времето на ковид пандемијата. Откако се затвори, продолжи да работи организирање на изложби и проектно. Па, инспирирани од тоа, го искористивме името и направивме еден подбренд, кој што сега не само со уметност, ќе се занимава со креативност. Пред се со креативност и ќе им помогне на луѓето да ја препознаат креативноста која што имаат во себе, помалку ја заборавиле и ќе искористат за личен развој. Да. Тоа како што напомена нели Искра на почетокот, значи за личен развој, еден вид на терапија на умот, така? Вие, односно јога на умот, вие организирате работилници. Последната работилница беше везени цветови. Okay. Сега покрај работилници организирате и креативни сетови, така? Ајде да ни објасните што значи. Од таму да почнеме од креативните сетови, да. Имаме една линија за сега скромна да кажам од наши сетови под брендот Акантус Крафтс. Тие се на категорија за деца и за возрастни. Ова што тука го имаме денеска, може да се види, да. Овие напред се производите од сетовите за возрастни, а овде се од сетовите за деца. Еве, јас вака ќе ги држам, овие се. Да, овие сетови ги имаат направено, еве гледачите ги гледаат веќе ова се така, тоа се за возрастни. За возрастни. Да. Односно се направени од учесници на вашите работилницата која што ја спомнавме сега. Ова е не е нели класично везење, бидејќи веќе има готови дупки, е многу едноставно, значи секој може само да кажеме, а ова е извезено од дечиња. Да, од дечиња. Значи, јас имам две мали деца и препознав дека на овие генерации моториката им на голем број им заостанува. Значи, од цел ден не работат со прстите доволно колку што треба и кога дојдат во училиште веќе имаат потешкоти, држење моливче што треба да се прави. Затоа овие техники, нижење, везење, работење со прстите е многу битно за предшколската возраст и така и ги смислив овие сетови. Оваа табличка овде што ја имаме помага за учење на бодови плюс еве таму кон таа камера да може убаво гледачите да видат. Да, дечињата многу лесно ќе научат прво како се везе, а второ без да осетат ќе ја го развијат својата моторика. Така. Овие овде имаме некои
даски кои што се за боење и овие се ете така за спомен децата да си остават отисоци од своите рачиња. Може дополнително да се бојат, да се цртаат на нив, кој како сака, така може да се изрази својата имагинација, да си ја изрази. Така. Ова е значи за креативните сетови. Так. Сега за извини. Имаме исто така увозни креативни сетови кои што се од германски бренд, кој што постои на германскиот пазар повеќе од 100 години. Таму е многу развиена хобито, како цел сектор е тоа, да. Имаат многу категории. Значи, тука нешто и донесов, има везење. Овие ги донесов се што е поврзано со везење, бидејќи тоа ни беше денешната тема за која разговараме. Инаку, има голема палета и на производи што се како склопување на макети, модели, се работи исто од дрво, се е многу едноставно, се е објаснето, секој може, има макраме, има нижење на монистра, исто така, нешто што е поспецифично и што сакаме да го промовираме е работата со креативен бетон. Значи, тоа е готова маса, има силиконски модли, се меша со вода, и не се пече, значи се чека ќе се исуши, ќе добиете дали вазна тањирче, откако ќе се исуши 48 часа, може веќе да работите на него, да го шарате како сакате да го изработите. Така. Сега организирате и работилници. Ме интересира која ви е таргет групата, значи дали доаѓаат жени, еве кажавте и деца, од која до која возраст? Значи, генерално на целиот концепт, таргетот ни е за сите возрасти, од најмала дали до кој кога е заинтересиран на која возраст, но нормално работилниците поединечно се насочени на некоја одредена возраст, нели не може секоја работилница да е за сите возрасти. Кога е за возрастни работилницата, како сега што беше за везени цветови, децата беа добре дојдени, па работеа паралелно, бидејќи не може секој да си го остави детенцето, нели да му најде кој ќе му го чува, може да дојде, па работевме исто поединечно и со дечиња. Предходно имавме заплетенки работилница, да, имавме гостин, фризер, која што покажуваше на мајките како брзо и едноставно да ги средат косите на девојчињата. Само за секунда ќе ве прекинам, бидејќи одат веќе фотографиите. Ова се веќе фотографии кои што вие ни ги испративте, изработени од овие се детските, нели ова што го донесовте тука, од вашите учесници на работилниците. Така. Може да си зборуваме за работилниците. Добро. За возраста. Да. Тоа го поминавме. Сега во иднина, може да кажам за идните работилница, планираме сега и ткаењето да се воведе, како една подзаборавена техника, која што е малце поспецифична, па ќе мора да оди на повеќе наврати. Не може сега одеднаш да научите да ткаете. Ќе се работи, можност е на два начини да се работи. Значи, прво има како секој да има свој мал разбој, кој што е малку покомплицирано да се набави, но тоа кога ќе го набавите веќе можете понатаму сами да буквално да си ткаете, да си правите килимчиња, некои простирки, било што сакате. А исто така има еден многу интересни сетови за ткаење баш од оваа фирма од германската. Еднаш работите и тоа ви останува како украс. Ткаете на него и си го закачувате на зид и за секогаш ви останува како спомен. И сега оно што сакам да кажам, дека да кажете и вие, дека секој оној кој што ќе си изработи нешто, да кажеме еве дечињата или мајките, си го носат дома, така подарок, си го задржуваат за себе. Во основ сетот може нели секој да си го нарача, да си го купи да изработи, но тие што не се осеќаат нели така спремни, иако е едноставно, но сепак некогаш друго е кога ќе имаш друштво, па и едноставно ете друго искуство е кога си во друштво на луѓе како тебе што работат. Луѓето тогаш доаѓаат, ќе видат, па после можат, бидејќи овие цветови има 12 цвета, може да се направи на пример и цела колекција од цветови. Сега, дали е ова за почетници? Да. Или веќе луѓе кои што имаат некакво искуство од везење, може да дојдат на работилница. Значи, за почетници, каде што ќе може да научат? Кои што да. После тоа кога ќе се научат првите бодови, имаше на фотографиите имаме едни плочки кои што се учат бодовите како да правите цветчиња, како да правите малце поспецифични работи. Вие кога ќе ги научите тие работи, после можете сами што сакате. Значи си има шема и само се одите по шемата. И сега она што ние ќе
направиме во следниве неколку минути. Овој сет за везање, така доаѓа, нели? Така, да. Ова е сет за везање. Ова има веќе изработени точки. Така, јас многу не се разбирам, ама еве ќе ми помогнете. Многу едноставно се работи, ова е цвет, така? Да, ова е цвет, овдека има доле внатре во кутијата сега игла и конец и ќе очекуваме еден гледач, еве вака да не ми испадне иглата и конецот, да ни се јави еден гледач. И кој што е заинтересиран, ова може да биде и за детенце, нели, бидејќи е или ова е за повозраст. За поголемо детенце. Ето така. Кој сака може да ни се јави, да ни се вклучи овде директно во студиото и овој интересен сет за везање ќе оди во вашите раце, во вашиот дом и ќе ви остане потоа за спомен. Ево овој преубав цвет кој што ќе си го навезете сами. Си има, мислам дека е лесно, ова би можела јас да пробам. Да, има и упатство ќе дојде со тоа. Да, секако има и можете, упатство. секој може. Ете така, може да ни се јави еден гледач и добивате подарок од Acanthus Crafts. Сега, она што мене ме интересира е дека, кажавме, ова е јога за умот, каков е интересот? Постои ли интерес, ова вие ќе го убаво ќе го затворите, јас да не... Ете така, како што треба да изгледа? Да, интерес има. Од прво, луѓето се научени дека креативните работилници сега моментално кај нас е генерално за дечиња. Па, нели, прво прашуваат дали се за возрастни, дали, но интерес има. Гледам дека луѓето веќе препознаваат, контактираат, па имаме и нарачки за сетовите, веќе се распознава и брендот, така да баш ми е мило што за брзо време постоите од сега веб страната почна од јули месец да функционира, работилниците негде па септември месец почнавме, така да е нови, таза на пазар. Добро. Од режија ни јавија дека веќе имаме гледач на линија, да не го оставиме гледачот да не чека. Добро ви утро. Добро утро. Ете, повторно се слуша мојот глас повторно во позадина. Имаме фонија, јас ќе ве замолам да се слушаме на слушалка. Добро утро, ќе кажам по трет пат. Добро утро, Иренче. Добро утро, тетка Роска, како сте? Везете ли вие? Од мене рад не може да видите. Не е така, мило ни е што ни се јавивте. Сега јас да не го отворам. Го зема поклон, сега пак добро. Ете, како ќе дојдете да не видите? Јас сум ви таму, стална, редовна. Овој подарок, значи, ќе дојдете ќе го земете од кај нас, ова е за везање, предпоставувам дека знаете да везете. Па знам да везам, јас сум везела. Ете така. Да не го отворам, предходно го покажав, така да ве чекаме. Го гледам, баш ми е мило да ме подсетите, јас сум многу работела и многу проблеми сум навезла. Точно, така е. Така е. Сега малку помодерно време, некако ги враќаме, еве вака со овие работилници, ги враќаме оние стари, да кажам, па може да се каже како занаети, кои што ни се оставени од како аманет од нашите предци, ткаење, везење, еве многу интересно ќе има понатаму и работилница за ткаење, зошто да не еве и ние вака помладите да научиме нешто што не го знаеме, значи нашите баби, мајки ама ние еве јас зборувам за себе. Јас не знам да везам, а би сакала. И зошто да не дојдаме вака, да се на еден час, на една релаксација, една јога на умот, да може да си направам нешто за себе, за своја душа и потоа да ми биде како украс во домот. Доаѓа нова година, се организираат голем број на базари. Дали имате во план можеби да учествувате на некој од овие новогодишни базари? Или можеби вашите ученици учествуваат на некој од овие базари на ракотвореби кои што ги има доста во Скопје? До сега учениците беа баш некои кои што не работат тоа, туку дојдоа да научат нешто ново за разонода. За базарите се уште не сме нешто аплицирале. Искрено би сакала за присуството треба на пазарот луѓето да не сретнат, да се запознаат, да видат што е. Исто би сакала да најавам дека не го спомнавме за концептот. Имаме и производи од применета уметност кои се работат од уметници. Тука ги донесовме овие тањери денеска што се. Тоа е работено од Дијана Томич, познат реномиран македонски уметник. Ова е папер маше техника, се работи од хартија. Иако не изгледа дека од хартија. Ова е хартија? Па сега преработена, да. Има многу... Еве вака. Да.
Во линијата на применета уметност имаме и линија репаре, која што се производи, кои што веќе изминале еден животен век, кои што се чукнале, не може да се користат веќе, па Дијана Томич ги преработува и им дава нов живот. Значи, тоа се вазни, пепељари, многу интересно. Значи, нешто што да не се фрли, може повторно да се реупотреби. Значи, планираме таа линија да се прошири од повеќе уметници, да бидеме одговорни кон околината и да ги реупотребуваме производите. А за овие работи што се за украсување за домот и што очекуваме да има повеќе вазни за служење, тањери, се изработено од уметници, па исто се надевам дека со тоа ќе можеме на пазарите да се представиме како готови производи, веќе не сака секој да работи. Добро. Ана, уште сосема за крај, бидејќи веќе времето ни заврши, толку е планирано, да ни кажете сите заинтересирани кои што сакаат да учествуваат на вашите работилници за везање и за ткаење во иднина, каде може да ве најдат и каде се одржуваат? Така. Значи, нашата веб страна е akantuscrafts.mk, а исто имаме и Инстаграм страна Crafts by Akantus е тука свртено. Да, може да не заследат, тука ги објавуваме сите информации, а и на сајтот исто може да се пријавите, затоа го спомнав, покрај што може да купите производите, може да се пријавите и за работилница. Да, сега за сега работилниците ги одржуваме во локали, кафулиња или некој простор што може да се изрента, но се надевам, би требало од ноември, сега да не најавам па да биде декември, до крајот на годината дека ќе имаме наш простор што ќе биде како креативен центар и каде што ќе може да се видат и производите и да дојдат да присуствуваат на работилница. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас. Се надевам дека во следната прилика ние ќе бидеме гости кај вас на лице место, на некој од овие работилници, да видиме во живо како тоа изгледа. Благодарам уште еднаш за овие прекрасни производи кои што ги донесовте овде, кои што ни го украсија студиото. Благодарам на вас.